председател на Евроатлантскиот совет. Поранешен активен политичар, сега повеќе настапува од граѓанскиот корпус на борец за демократијата. Исмет Рамадани. Добар ден, господин Рамадани. Не знам дали политичарите може да престанат да се занимаваат со политика, па да станат само политички аналитичари. Веројатно во праксата е така. Но искрено кажете ми, дали луѓето како вас, бидејќи не сте единствен, го чекаат погодниот политички момент повторно да се вклучат во политиката, или тоа е затворена врата за секогаш? Или, како велат, никогаш не вели никогаш? Знаете како, прво, јас поминав точно 16 години во Собранието на Република Македонија како пратеник. Некое време бев и координатор на пратеничката група на ПДП. И си мисля, после 16 години, искрено да ви кажам, чувствував потреба за некоја промена. Затоа што на иста говорница, повторување со години на ставови, мислења. И после тоа, може би желбата ми беше малку да се впуштам во тоа што значи дипломатија. Затоа што 12 години бев во Интерпарламентарна унија и поминав многу конференции меѓународни, запознав многу луѓе. Би рекол некаде од Манила па преку Најроби па до Чиле, Мексико и така натаму, а да не кажам за Европа и Соединените Американски држави. И мислев дека државата доста инвестираше во мене низ тие меѓународни конференции, затоа што се вели народно, со парите на државата. Ја имав таа среќа и таа чест да бидам многу години во тие меѓународни кругови парламентарни. И си мислев дека имаме ситуација, некој ќе се сети дека сепак еден Исмет Рамадани ќе се снајде некаде, ќе ни се најде некаде со сите тие познанства што ги има низ Европа или низ светот, да ја врати инвестицијата за да работи за државата, но за жал испадна дека малку, односно воопшто не сакаа да се потсетуваат на тоа. И јас после, пошто од 97 со една група пратеници го формиравме Евроатлантскиот клуб, кој прерасна во Евроатлантски совет, со пратеници, публицисти, познати интелектуалци, да допринесеме како невладина организација за да се афирмираат вредностите на НАТО. Затоа што постоеше една мисла дека НАТО е ракети, бомби, авиони, бомбардери во младата генерација посебно. И сакавме да го афирмираме тој дел што значи политика и дипломатија на НАТО. Односно тој цивилниот дел. И кога навлеговме ние што се занимававме со тоа, јас искрено многу се занимава после со тоа, видов дека кои се бенефитите ако ние бидеме членка на НАТО, и искрено со мои пријатели кои сака да работат на ова поле, дојдовме до некои информации со контакти, се разбира дека во НАТО годишно во 100 големи проекти работат 400 институции најмалку и преку 10.000 експерти поминуваат низ тие проекти. И сегаш мислевме дека со членството во НАТО, нашата млада генерација, учените млади, може да се вклучат и да бидеме дел од това.
И сега прашањето знам, ви беше дали мислите да се вратите активен во политиката, тоа значи дали во некоја политичка партија или во некоја владина институција. Да, на тоа мислам. Затоа што движењата повторно брануваат политички и кај албанците и кај македонците. Знаете како, власт. Љубиша, Искуството секогаш е потребно во некој. Вие сте новинар со многу искуство и се познаваме многу години, затоа што нормално дека некое време и вие и во собрание ги пратевте нашите седмици. Почетоци некои. Морам да ви кажам дека таа желба за да се бавиш со политика не згаснува. Јас сакам да бидам искрен. И сегаш мислам дека не се во прашање само привилегии, него се во прашање едно искуство и но кај нас не знам како се создаде едно погрешно можеби мислење дека овие кои се веќе малку во години со големо искуство ги сметат како истрошени политичари. Така и кај новинарите, мислам, во секој сегмент. Можеби и кај вас е истото, сигурно. истрошени политичари, а кога гледам низ светот, затоа што пред малку кажам, Да. поминав многу низ овој свет и запознав многу луѓе и навистина кога се запознававме со колеги и низ разговор можеби ми се случило е ова, кога сум им кажал дека 16 години сум пратеник, уште еден респект плюс од нивна страна, затоа што тие веројатно знаат дека не е тоа случајност. И веројатно од нивното искуство знаат дека сепак искуството во политиката значи многу. Се разбира, ако имаш искуство со, како да кажа, со почистомината во однос на други пропратни провокации кои може да те следат во однос на... За жал изгледа дека сте во право. Има еден тренд или тенденција оваа држава и политиката и новинарството да им припаѓа на младите и тоа не е лошо, не само на младите, бидејќи не можеме да ги оттепаме старите, да се убиеме. Да. Во медиумската сфера вие пуштате CNN, BBC, ќе видите луѓе со бели коси. Господа, луѓе кои што имаат влијание во јавноста, затоа што имаат некој минат труд, затоа што некој треба да ти верува како политичар или новинар. Но еве сега гледаме многу млади амбасадори, ведно прво работување амбасадори, министри, заменици министри, новинари. Велам дека можеби треба најдобра една комбинација да се направи и за жал. На тоа мислев, на тоа мислев. Веројатно и вие мислите така дека ги забораваат минатите. Не сме ние за да не им даваме простор и можност на младите. Тоа апсолутно не сакам ни да размислувам така, но понекогаш дури им велам да ви се најдеме, да бидеме до вас. Па као родители. Да, затоа што сепак во политиката, искуството, познанствата, ако одиш во една меѓународна конференција, друга, трета, и тоа со години, тоа веќе е 25 години. И нормално дека, само еден момент да ви го кажам, пред неколку дена бев во Будва, TBS, тоа се вика To Be Security на конференција која го организираат црногорците. И на приемот што го организираше градоначалникот на Будва и со Дачич се гледаме, тој ми вика, од каде те познавам? После колку години? Јас 91 година со делегацијата која ја водеше тогаш Гошев, бев пратеник и во Сојузното собрание, затоа што уште беше Југославија, али со плурален систем по републики. Али Дачич, пошто и тој ние од јуче, да, не од вчера. Пошто и тој викам, единствено, ако веќе можам да ви помогнам, бевме заедно тогаш пратеници во тогашната Југославија, во Сојузно. Тој ми вели, вика, па кажи ми, значи, од таму се знаеме. Мислам, еден од примерите. И така што искуството значи во политиката,
ако државата знае да ги искористи тие сепак се ресурси, сака, тоа дали знае, сигурно. Дали ако сака, Луѓето тие што се квалификувани ќе го направат тоа, но кои... ако имаат потреба, но ако немаат, нека си терат така како што тргнале. No. Господине Рамадани, еве спонтано го споменавте ова Подгорица. Претпоставувам дека тоа бил собир на соодветната организација што вие водите во Црна Гора. Да, и тие имат Евроатлантски совет, пошто седиштото ни е во Брисел, а ние сме 40 организации вакви, значи кои како асоциација на земјите кои се членки на НАТО и аспиранти за членство. За членство. На вакви собири, освен вие членовите од регионот кои што се собирате, претпоставувам дека поканувате и уважени гости од овој сегмент на меѓународната политика и на НАТО. Кој беа таму овој пат гости или кој обично доаѓа, е на последнава да се навратиме. Што беше темата и дали ги расправавте актуелниве регионални случувања и за Македонија, не, се разбира, ве прашувам. Па добро, прво мислам дека првите луѓе на црногорската политика, почнувајќи од премиерот Ѓукановиќ, Кривокапич, Свилановиќ, значи сите тројца таму беа. И нормално црногорците со голем и ентузијазам, дури претеран ентузијазам, сака да манифестираат сигурност дека некаде во декември треба да се одлучи да тие добијат покана за членство во НАТО. И тоа го правеат со голем ентузијазам. Познати луѓе имаше таму, мислам, Колинда Грабар, председателката на Хрватска, Дачич го спомнав како подпредседател министер за надворешни работи. Имаше од Стейт департментот еден функционер кој нашата јавност веќе сигурно го знае, Хойд Браун Ји, Тој беше тука неодамна, може би пред еден месец или не знам колку беше кај нас, и веќе колку што видов јас, тој и доста добро е вклучен во нашата ситуација и најверојатно, пошто е во тимот на Викторија Њуланд, најверојатно еден од пошто тој е за југоисточна Европа и средна Европа, така некако покрива тој дел, го покрива и најверојатно човек кој ќе има влијание во разрешување на ова политичка криза кај нас. Сега ќе ве запнам тука малку, ова е добар шлагор за да продолжиме малце по експлицитно на оваа тема, ќе направиме мала пауза за реклами, а потоа продолжуваме на истата тема. Пролетта е начин на природата да ни каже дека е време за среќа. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Секој граѓанин има право поединечно или заедно со останатите граѓани да поднесува представки и предлози за работа на органите на општината. Вклучете се, дајте го вашиот предлог до општините и бидете дел од иницијативата за транспарентна и отчетна локална самоуправа. Лотос. Транспарентно и отчетно. Овој проект е финансиран од Европската Унија. Проектот го имплементира Центарот за истражување и креирање политики Скопје. Радио Слободна Македонија. Платформа со Љубиша Николовски. На Радио Слободна Македонија. Така е, сме повторно во студиото на Платформа. Јас сум Љубиша Николовски, мој денешен гостин, господинот Исмет Рамадани. Продолжуваме, господине Рамадани, на оваа тема на која што
сте председател на овој Евроатлантски совет за патувањето во Будва и состанокот таму. Само како шлагворд за она што сакам да ве прашам во овој дел од емисијата е, рековте, американците преку господинот Хојт Браун, ние се добро запознаени со политичката ситуација во Македонија. Очекувате ли вие поголем американски ангажман повторно во Македонија? Еве зошто? Затоа што овие преговори во Брисел почнаа па заглавија. Од таму стасува сигнал од Хан дека тој веќе нема намера да свикува состанок, ако тоа не дојде на иницијатива на нашите политичари. Нашите политичари очигледно немаат интерес самите да се состанат. Не гледам дека од тука има некоја иницијатива. Но дел од опозиционерите, опозицијската јавност или политичари, се повеќе типуваат на така наречени тешкаши, иако не знам ја тоа што значи тешкаши, од Европската Унија. Денеска и Могерини ја повтори изјавата на Хан, значи таму нема нешто ново, се исклучува. Се повеќе очите како да се вртат кон Америка. Дали мислите дека Америка е клучниот фактор што може да изигра некоја значајна улога во смирување на состојбите во Македонија, или се уште треба време за тие да се вклучат во овој процес? Добро, ние прво како земја аспирираме, односно сакаме да бидеме членка на Европската Унија и со години се работи, мислам, се инвестира и од Европската Унија и веројатно сите тие критериуми, стандарди што на еден начин сакаме да ги исполнуваме, треба да бидат стандарди кои ни овозможуваат да бидеме членка на Европската Унија и веќе во тоа од статусот кандидати наваму со самиот факт дека добиваме препораки 4-5 6 препораки, тоа значи дека ние дури реципрочно сме врзани веќе со Европската Унија. Што тоа значи? Колку што тие се облигативни и за нас и за нив. Значи, тие нас не сметаат како држава која веќе е во прагот, значи влегува во тоа што значи Европска Унија, но од друга страна па ние сме аспиранти, односно доста допринесувавме овие години да ја добиеме и поканата за членство во НАТО. И кога правиме една компарација на тие критериуми, стандарди, облигации и така натаму, гледаме дека таму има комплементарност во однос на тие стандарди. Само ако го оставаме тој дел реформи во војската, односно во армијата и нашето вклучување на неколку мисии и така натаму, другиот дел, значи политичкиот, општествениот, како да кажам, тука веќе има голема, мислам, комплементарност во однос на членството во НАТО и во Европската унија. Како демократски политички критериуми, да, скоро идентични. И доаѓаме сега тоа што колку ние добиваме задачи, меѓутоа што значи реципрочност? Значи дека и структурите на Европската Унија преку нивните функционери или луѓе кои таму се во тие структури сакат да постигнат што повеќе, односно да не држат во тој дискурс европски и НАТО дискурс. Во НАТО ние знаеме дека доминантна држава се Соединените Американски држави. Ако тука го вклучуваме и моментот, односно фактот дека ние имаме подпишано со САД стратешки документ, значи како стратешки партнери,
тогаш нормално е дека во кризни ситуации, какви и да се, и политички, и безбедносни, тука скоро паралелно кај нас се вклучуваат и американците, и европјаните. Се прашуваме кои се поефикасни во разрешување на одредена криза. Кога кризата е политичка, значи само димензијата е политичка, како што сега се случува кај нас, тогаш повеќе од работата ја вршат европјаните. Значи се вклучуваат европјаните, дури тие се вклучуваат од позиција на функцијата што ја имат. Јоханес Хан во овој случај, јас дури не го сметам како медиатор, туку како функционер кој е назначен за проширување и за односи со соседните земји. Тој веќе си има задача. И неговата задача е во овие земји кои се во програмата, односно во амбицијата, Во процес на доближување, така, на апроксимација. Тогаш тој е правиот човек. Да, значи по дефолт. Иако по дефолт е, тој не е назначен како медиатор кој има искуство во медиаторство, да речеме како Карл Билд или Ова е по функција. Ален Леруа е, или како што беа другите Пердју, Пердју, Леотар. И дури мислам дека и во овие започнати преговори, разговори, како сакаме, затоа што некако не ми личи кога кажуваат преговараат 4 партии, наши партии се тие треба да разговара, затоа што кога преговараш, обично тоа се прави помеѓу две држави, помеѓу... Но како и да е, тоа не е многу важно. Важно е сега, едина што јас нешто се сомневам, меѓутоа мислам дека кризата политичка кај нас добива и е сегмент, односно димензија на безбедност. Случаите Гушинци, Куманово, мислам, веќе тука не е само политичка криза, тоа веќе и на безбедносен план во Република Македонија работите одат навршо. Ако веќе заклучуваме, односно констатираме дека таква ситуацијата, во моментот кога безбедносната компонента веќе е присутна во политичката криза кај нас, тогаш американците се вклучуваат малку повеќе. Тие се сега вклучени, иако европјаните ја водат, мислам, ги водат сега разговорите, меѓутоа, самиот факт дека амбасадорот на САД Бейли тука е вклучен, и тука и во Брисел беше. и тука и во Брисел, перманентно, тоа значи дека американците се тука. Но не се на прв план. Да речеме, главните разговори ги водат европјаните, но американците за секој случај, се разбира, секогаш врзан со структурите кои се компетентни за регионот, затоа што заборев да кажам, политичката криза, безбедносната состојба во Република Македонија веќе задира и во регионот. Сам загрижен регион затоа што тоа го приметив и во Будва. Сите тие што зборува таму, во некој контекст го спомнува регионот. Во контекст на регионот Република Македонија и тоа што се случи во Куманово. Па не случајно Косово беше инволвирано, па и бугарскиот затоа и добива Албанија, регионални димензии, затоа што жандармеријата на Србија на граница, така беше. единици И политички и Косово, безбедносно, значи на секој начин беа инволвирани. И така што американците тука се. Меѓутоа, едно е сигурно, дека кога веќе
нема да ако се чувствува дека нема да успее Јоханес Хан или нема да успеат европјаните, тогаш може би малку подиректно ќе се клучи Што значи тоа? американската администрација. Тоа значи дека Тие настапуваат малце поенергично, подиректно, Поенергично погрубо, не и- дипломатски, толку завиткано колку што европјаните го прават тоа. Тие се Тие ќе подадат ливчиња кои што да направи да каже. Прагматични, затоа што понекогаш работите не можат да се остават колку се совесни политичарите, односно страните во политички конфликт. И тие, кога ќе видат дека се исцрпува сето тоа што значи да се остава на совестот и на одговорноста на политичарите во конфликт, во овој случај, да речеме, господинот Заев и господинот Груевски, тогаш тие најверојатно ќе ги стават во функција тие инструменти, односно механизми кои добиваат вооштрина малку и тогаш јас мислам дека доаѓа и резултатот и успеот кај нас. За жал е тоа. Јас се така е. сеќавам, не верувам дека сега и личностите и ситуацијата е слична, меѓутоа најеклатантен пример беше, ако не се лажам и ке мене сеќавањето може во детали да ми избега, Хаджи Реџи имаше еден политичар албански, Со амбасадорот Дикинсон, да, британски. кога излезе од кај него и даваше изјава. Ма тоа неколку пати се повторуваше. Тоа што го зборуваат, после тој го изјавата го пренесуваше поинаку. Кога сватија дека тоа не е така, излезе амбасадорот, го слуша што зборува, и му вика, не, како што ти реков, и ливче му даде, читай овде што треба да изјавиш, а не да лажеш и да изјавуваш нешто друго. Ево мало подсетување, одиме повторно с реклами и се враќаме во студиото на платформа. Јагелија 97,7 FM. Бесплатно емитување. Дами и господа, со голема чест и задоволство ви го најавуваме настанот на годината за ова лето што сите го посакувате. Целовечерен концерт на најголемата музичка звезда на сите времиња, миленикот на сите генерации, единствениот, неповторливиот Здравко Чолик. Сабота, 1 август, 21 часот, стадион Билјанини извори Охрид. Билети во мрежата на Купи карти за се, Розеверо 2 и плажата на Градиште по промотивна цена од 400 денари само до 15 јуни. Бесплатно емитување. На Светскиот ден на музиката 21 јуни, свечено отворање на Скопско лето 2015 во Македонската опера и балет. Заспаните убавици, балетска премиера на кореографот Саша Ефтимова, според романот на Јашунари Кавабата, Куќата на заспаните убавици. Музика Милан Димушевски, костимограф Александар Ношпал. Врвна солистичка екипа предводена од првенците на македонскиот балет. Популарна цена на билетите 200 денари. Заспаните убавици, недела 21 јуни, почеток 21 часот. Платформа со Љубиша Николовски. На радио Слободна Македонија. Господин Рамадани, во овој изминатиот дел од емисијата, во последниот дел говоревме за вашиот став околу тоа, околу вклученоста на меѓународниот фактор, освен Европската Унија, каква би била улогата на Соединетите Американски држави. Вие кажете дека очекувате кајде, ако не се најде решение, дека американците и тие ќе се вклучат, иако се веќе на некој начин присутни тука, информираат и со своји совети. Оние што преговараат или што се договараат, бидејќи со право инсистираат дека тие не преговараат, но бидејќи кризата е голема, па звучи како да преговараат две завојувани страни, две држави. Во Брисел и одека се вклучени 4 главни политички лидери на политичките партии, на ВМРО, ДПМН, на СДСМ, на ДУИ и на ДПА. Значи две партии од власта и две партии од опозицијата. Партиите на албанците и партиите на македонци.
Овде во Скопје македонските лидери ги информира лидерите на албанските партии, но очигледно во Брисел веќе имаше потреба сите активно да учествуваат во овој процес на разговори. Иако генерално заострената политичка криза е меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, очигледно се инволвирани и ДУИ и можеби помалку ДПА. Каква според вас е улогата на албанските партии, особено на ДУИ како партија од власта, во овој процес и со што тие може да придонесат и што мислите за што тие за што придонесува, со какви предлози настапуваат? Каква е нивната улога воопшто во разрешницава? Јас мислам дека улогата на албанските политички партии, односно на лидерите на албанските политички партии, кои се главни партии, затоа што бројот на пратениците во собранието им дава за право тие да бидат лидери кои ќе учествуваат на овие разговори. Пошто на тие разговори, преговори, како сакаме да ги кажеме, се договара агенда на прашања, односно на работи и задачи кои треба со консензус понатамо за да се договарат и да се подготви државата, односно да се подготват институциите за наредните предвремени избори, а тоа значи и во судството, јавното обвинителство, избирачкиот список, државата, изборниот модел, изборна комисија, изборниот модел најверојатно, и се отварат прашања кои не спаѓаат во тоа што следува сега главното, каква ќе биде таа преодна влада која треба сите овие прашања да се занимава на предстојните месеци. И тука нормално дека улогата и на овие лидери е многу значајна. Но во нешто што има најголем проблем е во тоа што како ќе биде спакувана таа преодна влада, односно таа влада до денот на изборите. И тука лидерите на политичките партии на албанците се заинтересирани повеќе да бидат дел од таа влада. Нормално дека тоа оди во прилог на нивните политички партии што ги застапуваат, со тоа што тие мислат или се надеват како од порано дека ако се дел од владата, во сите тие подготовки на наредните избори ќе имат можност, значи пак да бидат партии за да се настапи на изборите од позиција на власт. А до сега, ако настапуваш од позиција на власт, мислам, искуството кажува дека изгледа како си сигурен победник. Имаш повеќе шанси да победиш. Имаш повеќе шанси. Го докажуваш ветеното дека ти си го направил дека си на власт. Добро, тоа е дел си од власта, можеш да ги искористиш тие инструменти. И капацитетите и инструменти. Иако се разговара за некоја преодна влада која сепак тие капацитети, тие инструменти, механизми да не можат да се користат за наредните избори, туку да се оди на избори сосема равноправно како што ќе оди опозицијата. Како партија, не како власт. Она што е забелешка од опце, да се одвои партијата од државата. И тука, меѓутоа, сите информации ни кажуваат дека до овој момент тие повеќе некако држат страна на господинот Груевски. Односно,
тие се како во улога на испомош на господинот Груевски. Па тоа оди во прилог на што го говорите. Тоа е власта. Да, затоа што сакат од позиција на власт. Сега, каде е проблемот? Нашите информации веројатно се тука дека не е веќе проблем како да се состави владата. Затоа што како 4 политички партии нормално по процент како учествуваат, односно како се застапани во собранието, најверојатно и ресорите ќе ги поделат. Но сега најглавниот проблем е кој ќе биде главен, односно кој ќе биде премиер на ова преодна влада. И тука го знаеме, ставот на СДСМ заедно со коалицијата нивна и односно на лидерот господинот Заеве, таа преодна влада да биде без Никола Груевски премиер. Значи премиерот, односно председателот на таа влада преодна да биде некој друг. Дури од ВМРО, така? Само да не биде како личност. Дури имам информации дека тие би пристанале, значи би се сложиле тоа да биде и некои од актуелните министри на ВМРО ДПМНЕ. Дури се спомнува таму имиња, но во тоа изгледа никако да се договараат. Имало обиди за компромиси 3 месеци пред избори, 5 месеци, 6 месеци, веднаш. И најверојатно следните преговори, разговори ќе одат на тоа каде што треба да се пресече од кој месец, дали од септември, од октомври треба да се повлече актуелниот премиер да ја превземе владата, да ја води еден друг и со тоа би се паралелно би се отишло на сите овие договорени работи. Јавен обвинител друг со механизми на независност и сите овие промени што ги спомнаваме пред малку. Добро, ќе направиме уште една мала пауза. Ве прекинувам за кратко, се враќаме за неколку секунди. Пролетта е начин на природата да ни каже дека е време за среќа. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: СДСМ се заканува, насилство наместо програма. По нападот врз Хан ќе удрат ли соросоидите и по Јункер? Председателски избори во САД, Буш и Клинтон во трка. ИСИС не ги крие целите за напад и Македонија на црната листа. Интервју Маријана Лончар-Велкова. На Booking плаќате за вила, реално добивате нива. Со секојдневни нови информации читајте не на republika.mk. Новиот број е во продажба од 19 јуни. На возрасен и немоќен му се отстапува место. Не се фрла ѓубре, не се прави галама, не се шкртаат вратите и седиштата и се почитува возач. Научете ги своите деца на добро однесување. Од добри родители, квалитетна младина. ИСП за подигање на свеста на граѓаните корисници на градски превоз. Радио Слободна Македонија. Платформа со Љубиша Николовски. На радио Слободна Македонија. Еве сме во студиото со господинот Исмет Рамадани во последниот дел од ова интервју. Дојдовме до клучниве теми актуелни, господин Рамадани, вие ги загатнавте дилемите кои што и не моментите каде што не може се најде барем засега соодветно решение околу формирањето на таа техничка или преодна влада, иако од каде се почна добро и што до овде се дојде и од двете страни воопшто не седнува да преговараат, па
вереа каква техничка влада, каква природна влада, нема ништо од тоа. Очигледно, чекор по чекор се доаѓа до некои ситуации до кои што веројатно постои консензус или ќе постои. Оно што е мене, јас лично имам мала дилема околу тоа дали ќе биде експертска или политичка позицијата на премиерот, дали ќе биде овој или оној премиер. Па Али Ахмети не е премиер, Али Ахмети не е ниво собрание, Али Ахмети делува во своите министри како да е премиер. Тој, значи, не мора да си на позиција за да раководи со некои луѓе. Тие избраните министри во таа преводна влада ќе бидат представници на некои политички партии. Значи, ако Заев не влезе, тој веројатно ќе командува од своја страна своите. На некој начин, демократски, недемократски, не е битно. Истото може да го прави Груевски ако не е премиер. Веројатно се работи само за психологија на предгласачкото тело. Иначе во суштина, одлуките што ги носат, ќе мора да бидат со консензус договорени. Инаку ние повторно ќе влеземе во секој нареден закон, секоја наредна одлука околу јавен обвинител, околу моделот, околу директорот на МРТ, повторно ќе има проблем. Значи ние нема да излеземе од политичката криза. Веројатно секоја одлука што ќе се донесе ќе мора да е подпишана или договорена од политичките страни. Тогаш е битно или не е битно кој ќе раководи со оваа влада, според вас? Така, во суштина, во психолошки момент. Во суштина, така е, меѓутоа, и ова што го спомнав Али Ахмети, ова вакво командување на министрите во владата, мислам дека не е добро за демократијата и за севкупните работи во Република Македонија. Мислам дека владата преди се тие министри треба на првиот, значи председателот на владата, односно премиерот. Тоа е кабинетска влада е тоа. Тоа е кабинетска влада. Сега е така. Уставот не е сменет. За тоа колку ќе се договарат лидерите на партиите и како ќе се договарат, тоа е друга работа. Во овој случај, дали да биде Никола Груевски или понатаму, мислам дека е и психолошки момент, но после овие материјали, бомби, прислушување и така натаму, јас мислам дека сама по себе се создава една ситуација дека дури моето мислење е дека многу подобро ќе беше да се оди со експертска влада, со тоа што политички договорено да се поддржи таа влада, поддршка, и поддршката перманентна да има од надворешниот фактор во овој случај на Европска Унија и САД. Таа влада со авторитет и интегритет, мислам индивидуален на сите и министри и првиот кој ќе биде во кабинет. Бидејќи експертите сепак имаат некој свој дигнитет под кој праг не може да пројдат. Без разлика кој ќе Во овој случај улогата на лидерите на политичките партии би била само да се договорат парламентот да ги поддржи тие реформи или да речеме тие предлози кои бија стабилизирале институционалната поставеност на Република Македонија. Велам така затоа што нема институција каде што не е партизирана, каде што е мислам не е влезена со партиски војници и така натаму. Така што тоа би било мислам најдоброто решение. Меѓутоа пошто гледам, односно слушаме дека како што се оди, дали се тоа партиски интереси, да се оди со влада која пак ќе биде политичка, односно од партиите компонирана, тогаш мислам дека во овој случај и господинот Заев и господинот Груевски треба да бидат надвор од владата, односно владини функции, со тоа што ќе отварат можност да дојдеме до една друга вистина. Има една вистина дека господинот Заев има предмет за процесуирање во утре, да речеме, независно судство и јавниот обвинител. Имаме отворена
како да кажам, отворен процес кој треба да се води. Во исто време и за Никола Груевски од овие прислушувања, иако се индиции, меѓутоа индициите треба да поминат преку судски процес. И сега, и двајцата најверојатно после јули или септември, од кога ќе се постигне тој договор, ќе мора да одат на рочишта. Сега да бидеш премиер и да ги водиш сите овие задачи кои како обврска ќе ги превземеш од договорот, а во исто време, цело време да си на рочишта во судски процес, што најверојатно ќе се случи и со Заев, и со Груевски, тогаш подобро е да се остават овие да ги работат нивните задачи, односно врските превземени од договорот со Европската Унија и САД, кои најверојатно со постигнувањето на договорот тие нема да престанат, односно да се повлечат дека еве ја завршивме работата, дали е Јоханес Хан или еден друг представник од САД, тие најверојатно ќе продолжат да го следат извршувањето на задачите кои се превземени од тој договор. Така што тоа би било и добар, многу добар пример за граѓаните на Република Македонија. Ако упорно вели господинот Груевски дека немам врска ја со корупција, со криминали, со ова, меѓутоа тоа не може да остане само на ниво на негови изјави. Тоа мора некој друг да го каже. Ако господинот Заев истото го кажува, дека јас исто немам врска со тие криминали, односно тие... И за него треба судството тоа да докаже. Тоа е најдобриот пример пред граѓаните, значи, да им се дава до знаење и на граѓаните дека еве, ние сме чисти, ние не се плашиме од судски процес во независно судство, и ако испадне дека и двајцата на вистина, значи, не се поврзани со криминали, тогаш веќе, кога ќе дојдат изборите, со почист образ ќе се обраќат до електоратот, односно до граѓаните, и ќе барат гласот на граѓаните веќе со процес кој е судски завршен. Господин Алдани, веќе сме на крајот, ми дава сигнал да завршиме, бидејќи го отворите ова прашање со една реченица. Значи, според вас, сметате дека напоредно со политичката разрешница треба да оди и правната и обратно? Да, мислам дека така треба да оди, затоа што до до месец април има време дури да се води тој судски процес. И овие лидери кои сака да ги водат нивните партии на тие избори, затоа што се председатели на најважните партии, најголемите партии. И тие не можат со овие багаж. Со овој багаж да настапуваат пред граѓаните. Мора да се за нив е подобро. Не, за нив може не е подобро, ама за граѓаните у секој случај е подобро. Не, подобро мислам ако испадне дека немаат врска со криминалот, тогаш можат и да настапат, али ако веќе се инкриминирани, тука ништо не им можеме. Тоа е нивна одговорност и тука... Господине Исмет Рамадани, ви благодарам што бевте гости на еден час во Радио Слободна Македонија, во емисијата Платформа. Ве поканувам, доколку имаме можност повторно да бидеме вклучени во овој проект на друга сеанса која ќе има за тоа можност. Благодарам, би поздрав и до вашите слушатели. Почитувани слушатели, ви благодарам вас на вниманието. Вие бевте со Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Љубиша Николовски. Емисијата Платформа оди секој четврток во 14 часот. Продукција Радио Слободна Македонија. Довидување или до слушање. Платформа со Љубиша Николовски на Радио Слободна Македонија.